И продолжуваме со разговор во студиото. Почитувани на оваа тема, денес ќе зборуваме со нашиот гостин, доцент доктор Љупчо Јаневски, универзитетски професор и експерт по туризам. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи. Не заинтересира приказната за автокамповите во Македонија, бидејќи едно време камперскиот живот и во Македонија, на нашата територија, беше многу присутен и не само младите луѓе. Налетување во камп заминува и повозрасните, цели семејства. Тоа беше еден убав период кога камповите цвета. Почнувајќи со извиднички кампови за основци, за средношколци, понатаму работните акции помина во активно кампување. Секако сите се сеќаваме за кампирањата кај нашиот јужен сосед, камповите кои што беа во тогашна бивша Југославија, сегашна наша Македонија, кои што некои успеа да преживеат транзицијата, додека другите за жал беа покосени од истата. Зошто толкова негрижа кон автокамповите генерално? Генерално можеби ние не можеме да ја погледнеме визијата која што ја отвора тој сегмент на туристичката понуда. 2020 година, која што беше генерално пресретница во туризмот, со новата туристичка реалност, со изменетите потреби на туристите. Или би рекол третата генерација на туристи. Ако првата генерација туристи сакаа само да патуваат, втората сакаа да посетат одредена дестинација со одредена причина, третата генерација сака нешто повеќе. Сака искуство, сака социализација, сака да почувствува природата, дестинацијата, да истражи, да биде активна, да биде општествено дури одговорна во истата. Тоа всушност го возможува и кампирањето, мобилност при патувањето. Ако сакаме да ја земеме нашето семејство или нашите пријатели, да направиме еден добар тим билдинг и тоа да биде незаборавно патување во некоја одредена дестинација која што ќе откриеме, дали тоа било во класично кампување во класичен камп или гламурозно, како што видовме од претходниот прилог, кој што може неколку пати да е поскапо од хотелското, тогаш можеме да знаеме што представува кампирањето. Ако во европски рамки, која што е мека за кампирањето, од 60 милиони кампери во текот на годината, 350 милиони да кажеме ноќевања, 350 милиони и повеќе инвестиции во неколку години во кампирањата, веќе можеме да замислиме колку е тоа двигателност и овозможува на локалниот економски развој. Ако 2005-2006 година според Светската туристичка организација, камперите просечно трошеле во дестинацијата дневно помеѓу 35 до 50 евра, сега веќе таа сума е некаде 80 до 100, што многу зависи за мултипликативниот ефект во дестинацијата и се она што се случува со услугите. Всушност, кампот и кампирањата се многу значени за една дестинација. Охрид, Дојран, Преспа беа познати по нашите автокампови, кои што се уште би кажал дека живуркаат на некаков начин, но во последните години се радувам бидејќи имаме повеќе инвестиции во 1 до 2 автокампови кои што покажуваат и се приближуваат кон регионалните автокампови. Но не само автокамповите како место за минување на годишниот одмор, да речеме. Македонија е на има таква местоположба, ние сме на една таква крстосница, ги уништивме и оние транзитни места за кампување кои што се користеа. Имаме еден модерен правец Е75 или еден мој колега би рекол туристичко Елдорадо, во кој што поминуваат помеѓу 4 до 5 милиони транзитни туристи во текот на годината. И сепак ние треба тука да поставиме неколку прашања ако сакаме да бидеме искрени кон себе и кон сите наши гледачи и секако сите граѓани на нашата земја е колку ни се функционални автопатиштата, колку ни е инфраструктурата прилагодена за застанување и Е75 колку имаме ние автокампови за луѓето да застанат, да одморат или одмаралишта. Всушност ние направивме автопат зашто побрзо да не поминат. А туризмот е нешто повеќе. Што повеќе да ги успориме, да им овозможиме услуга и генерално да ги раситнеме, односно што повеќе да потрошат во дестинацијата. Просечно автокамповите или автокамперите остануваат во една дестинација помеѓу 7
7 и 9 денови, што значи дека нивниот престој е подолгорочен, секако трошат, бидејќи купуваат, претежно се повеќе и повеќе трендот е да се купува органски локални производи, на тој начин се помага локалното производство и одржливоста на дестинацијата, тогаш велиме дека ги имаме првите услови за екокампување. Сега, ако ние го имаме тоа што треба, потребни се инвестиции и многу важно е прилагодување на законската легислатива кон моменталните состојби во туристичката индустрија. Нашиот закон за автокампови, за формирање на автокампови во многу делови е нефункционален и не може да се прилагоди заедно со законот за градежно земјиште, бидејќи според едниот и според другиот, кој што е донесен веќе далечната 2014-2015, зборувам за законот за автокампови, со неговото формирање веќе старите кампови се избришуваат и треба да се отпочне повторна категоризација или оформување. Сметам дека тоа не треба да биде така, туку треба да се овозможи на друштвата кои што стопанисуваат, сопствениците кои што имаат долгорочен закуп на земјиштето кое што е секако под Република Македонија, да им се овозможи инвестиции и да се прилагоди кон европската легислатива, се со цел да може да се користат и портфолиовите кои што ќе овозможат дополнително подигање на условите и секако нови инвестиции. Постојано повторуваме дека Македонија има потенцијал за современ туризам, за екотуризам. Европјаните ни велат имате преубава природа, езера, имате планини, имате местоположба. Инвеститорите не велат дека аграрот, туризмот и зелената енергија се трите можеби точки за развојот на нашата земја и многу повеќе, но нешто недостасува. Добро, ќе откриеме некогаш што недостасува? Едноставно сакаме ли да видиме што ни недостасува? Требаме да работиме. Прашањето. Требаме да работиме и толку лесно да не дигаме раце од сега. Всушност треба да ги засукаме нашите раце, нашите ракави. Бидејќи никој нема да ни го ичисти отпадот, никој нема да ни ја прља дестинацијата освен ние самите. Никој нема да дополнително да инвестира ако ние не овозможиме да се инвестира во дестинацијата, да овозможиме јавно-приватно партнерство, да овозможиме одредени програми каде што ќе привлечеме голем број на инвеститори или нашата земја кога се автокамповите во прашање да ставиме на европската мапа. На тој начин сметам дека и многу пати сум извидел и некои мои истражувања велат дека со добра инфраструктура во автокамповите, дополнително со фокусирано среднорочно инвестирање во истите, бидејќи многу брзо може да се прилагодат на новите потреби и новиот бран на третата генерација на туристи и кампувачи, сметам дека Македонија во наредните 10 години со добра стратегија во овој сегмент може да генерира 1 милион ноќевања во текот на годината, бидејќи камперскиот туризам покрај тоа што ево некој одреден пик во летните месеци, одредени кампови многу добро можат успешно да работат во текот на целата година. Ако се фалиме и се гордееме дека нашата земја е 65 до 68% благи планини, ритчиња би кажал убава природа, ако имаме повеќе од 43 езера, вештачки секако и природни, ако имаме голем број на води, недопрена природа и можеби последната неоткриена дестинација во Европа, ајде да дозволиме едноставно да представуваме шанса кон Европа за да ни биде уште полесен патот таму каде што сакаме да отидеме. Бидејќи на другиот начин ќе бидеме оврска и ќе бидеме во еден одреден друг лавиринт во кој што секако нема да можеме да искочиме сами. Сметам дека ова е наша борба, сметам дека ние сме потребни на генерациите кои што се после нас и дека едноставно ова го поземуваме од нив. Треба да создадеме добри услови за сите тие што заминале од тука, тоа не е воопшто хендикеп, туку треба да ни представува предност, да ги доволно да ги мотивираме, да создадеме услови во нашата родна крутка и тие со своето искуство да дојдат и да го пренесат на младите генерации. Да, процес кој што е долгорочен, процес кој што можеби треба да поминат 15 до 20 години, но тоа е многу кратко ја гледаме историјата или ако ја гледаме иднината.
Всушност, не требаме да зборуваме во минато завршено време кога е камперскиот туризам во прашање, туку треба да зборуваме во идно и се она што го кажавте, тоа треба да го оставиме на новите генерации да се случува, нели? Првата љубов, првата прошетка, првото држење за рака, првото проодување, првите насмевки, фотографии, сега веќе социјални медиуми, каде што ќе ги рекламираме токму нашите автокампови и нашите доживувања во нив. Иако велиме Охрид е нашиот туристички бисер, имаме и други туристички градови, предели. Сепак Скопје е најпосетениот град од туристи во Македонија, најголемиот туристички центар. Како можеше да си дозволиме да имаме еден автокамп? А вчера бев во Белви, се видовме и со менаџерот таму и човекот кажува дека доаѓаат луѓе, седат по 2-3 дена, по една недела, ќе си изнаемат нели тротинети, велосипеди или со такси ќе појдат до град да прошетаат, да видат. Имаме што да понудиме, останат ни еден автокамп. Еден повеќе од ниеден. И од таму некаде мора да се почне, бидејќи е тоа реалноста. Потребни се сериозни истражувања, сериозна стратегија која што ќе биде дел од долгорочната стратегија во туризам, која што премногу долго се изморивме додека ја чекам и се надевам дека ќе биде годова. Се радувам и сум голем поборник на Министерството за култура и туризам и верувам, се уште верувам дека многу брзо ќе се разбуди и ќе ги презема ингеренциите во туристичката индустрија, бидејќи туризмот е доста комплексен, влијае врз повеќе од 20 економски гранки и во тоа не треба да го оставиме само Министерството и да чекаме од владата да ни донесе одреден закон, па после тоа од истиот закон да се трудиме некако како да го избегнеме, туку активно треба да работиме во него заедно со туристичките комори, со целиот туристички еснав и на тој начин да ги мотивираме помладите повторно да ги засакаат туризмот и угостителството, бидејќи како што можеме да видиме, платите воопшто не се наивни, не се мали. Побарувачката е исто така голема, имаме голем број на слободни работни места кај нас и во регионот. Јас многу пати велам дека Македонија како една дестинација воопшто не е ни една точка на светската мапа, туку треба да гледаме регионално, треба да ги искористиме големиот раст на нашиот сосед Албанија и на Србија и со прелевањето на туристите ги задржиме што повеќе. Всушност да се фокусираме таму каде што можеби се тоа нивни слаби точки или во туристичкиот ланец и тука да поентираме. Сметам дека имаме традиција за кампување, имаме добра инфраструктура, потребно е прилагодување и урбанистички планови кои што ќе овозможат развој на камперскиот туризам. Го спомнавте езерото Треска, таму е формирана туристичка развојна зона, која што исто така предвидува формирање на автокамп и се надевам дека и Агенцијата за туризам, и Министерството, и владата се повеќе ќе се фокусира кон носење на инвестиции во туризмот, бидејќи тоа е една од економските области веќе кои што е многу брзо растечка и овозможува поголем удел во бруто домашниот производ, односно креирање на нови работни места и се она што ни е потребно, а автокамповите можеме да ги лоцираме каде што сметаме дека ни е потребно и јас сум поборник и човек кој што силно поддржувам можноста секој поголем град во Македонија да има свој автокамп. Во светски рамки автокамповите имаат категоризација. Кај нас имаат автокамповите, барем овие што ни се функционални, категоризирани се некако или? Секако дека е предвидена со закон и комисија за категоризација. Категоризацијата според законот за автокампови ја води Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Не сум во моментот не располагам со одредени информации околу категоризацијата, но таа мора и треба да постои. Всушност, категоризацијата е основата за понатаму наплаќање на услугата и евиденцијата на бројот на ноќевање. Ако имаме што поголем број на категоризирани и функционални автокампови, ќе имаме поголем број на ноќевања и поголем број на платена туристичка такса. Всушност, таа 80% оди во самата општина, во локалниот економски развој, 20% во државата. На тој начин се стимулира општината и тоа воопшто не е мала.
Ако велиме дека ни е најевтина во Европа и изнесува 0,6 евра или од прилика 40 до 41,2 денари, тогаш можете да замислите колку ние всушност работиме на црно, ако според Светската туристичка организација нашата сива зона во туристичката индустрија во некаде 2020-2021 втора беше помеѓу 40 и 45%. Но вие 3,2-3,3 милиони ноќевања требаме да додадеме уште еден, кој што некако ни се губи помеѓу статистиката, а всушност представува сериозно затајување на данок. Треба да се свртиме, да видиме каде сме, да видиме што сме, да почнеме од себе, да почнеме да се менуваме, да се подобруваме, да градиме, а не да растураме, бидејќи каменот секогаш се тежи таму и на своето место. А сите тие камчиња кои што ни се разлетаа низ светот, еден ден ќе треба да ни дојдат, а ние сме тие одговорни за да им направиме услови повторно носталгично да се вратат и реинвестираат во својата грудка. Би ве прашала уште нешто, верувам дека се сеќавате на времето кога се одеше на одмор, да речеме по Грција, сега зборувам времето пред некои 30 и повеќе години, се патуваше навечер. И сите оние странци, особено турците од Германија што си одеа дома, спија по бензинските пумпи долж и мотелите, се разбира, долж автопатот. Изминативе неколку години србите беа досетливи па направија цели халал комплекси за да ги привлечат. Грците веднаш после граница направија мотел по халал систем и сега на вистина тие луѓе кои што поминуваат тука едноставно како да не прелетуваат. Веројатно застануваат само за да наточат гориво, за тоа сме се уште атрактивни и за жал да купат цигари. Всушност треба малце повеќе да стратегиски да работиме и да развиваме. Веќе Србија направи многу прекрасни патишта и се поврзува со Бугарија. На тој начин ќе го намали транзитот низ Македонија. Веќе почна да го намалува. И ние ќе губиме не само од типот на туристи, ќе губиме и од наплатните рампи, ќе губиме и од користењето на нашите патишта и генерално и од потрошувачката на тие туристи во нашата земја. На кој начин треба да работиме? Треба многу да работиме на повеќе аспекти. Ако сакаме вистински да го развиваме транзитниот туризам, потребни се инвестиции долж патот. Потребни се уредени, отворени стојалишта со мини не трговски центри, но мини продавници кои што понатаму ќе бидат богати со наши вини, со наши производи, дополнително и со органско производство, ќе се помогне така и на земјоделието, се со цел тие луѓе да однесат од тука и да остават повеќе средства. Да не зборуваме за автокамповите, бидејќи без содржините, без доброто означување, без добрата стратегија, туризмот ќе биде само една голема желба во Македонија. Професоре, јас ви благодарам што одвоивте време и денес бевте дел од нашата емисија. Со вас може многу да се зборува кога станува збор за туризмот. Веројатно како заклучок на се ова би било дека мора многу да работиме за туризмот да застане на здрави нозе во оваа држава. Некако во туристичката индустрија некаде во 2022 година, кога се боревме се уште со ковидот, кога се трудевме да ги убедиме нашите стратешки партнери, стратешки туроператори повторно да ги подигнат своите чартери и да дојдат кај нас, каде што се боревме и со себе и со тоа што го немавме, многу надополнувавме, успеавме да бидеме порастот во туризмот, мислам дека бевме втори во Европа и меѓу првите 10 во светот. Знаеме, можеме, умееме и 2025 година требаше да биде година каде што требаше да ги надминеме фамозните бројки од 3,7 до 3,8 милиони ноќевања кои што беа во далечната 1988 година. Но тој пазар и тоа би кажал и тој волумен на држава беше сосема поразличен. Но сметам дека Македонија има капацитет многу повеќе
И дури и со ваквиот начин на работа, помеѓу 4 и 4,5 милиони ноќевања, но треба стратешки да се размислува, треба повеќе да се фокусираме на тоа што го можеме со капацитетите и со расположливите средства и да градиме одржливост и една подобра визија во туристичкиот сектор на наредните 10 до 15 години. Едноставно, чекајќи ја стратегијата за туризам, тоа не спречува ние да инвестираме, не спречува да бараме, да носиме стратешки партнери, да создаваме јавни и приватни партнерства и според мене клучот тука е локалниот економски развој, повеќе општините, секако и владата која што е потребно многу повеќе политичка волја за развој на туризмот во Македонија. Ви благодарам многу за денешното гостување, ќе се видиме повторно во некоја следна прилика, тоа ви ветувам. А верувам дека барем малку им ја доближивме и ми разјаснивме темата за автокамповите на нашите гледачи. Благодарам на поканата.